Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може проследите на ексклузивна приказна на Милка Миличевиќ или жената која го одгледа децата на Доналд Трамп, односно човекот кој пред една недела стана претседател на Соединетите Американски држави. Господјо Милка, вие сте биле дадилка на децата на Доналд Трамп. Јас сам била, како се тамо каже, нени, стварима по нашем негователjica дечја. Колку време работевте кај Доналд Трамп? За Доналда Трампа сам 8 година радила. Ali u dva intervala. Za prvog sina i za treće njegovo dete, a to je drugi sin. Između tih bila devojčica. Ja sam bila sa drugom familijom. Jer ja sam samo po 5 godina radila za dete i onda počne ono u školu, predškolsko da ide, ja ostavljam tu familiju i idem kod druge. Имате многу интересен живот. Вие пред одите во Америка, 15 години имате живеено во Скопје. Имате работено во воена болница во Скопје. Yes. Treća vojna oblast je armijska bolnica. Колку време сте во Скопје? Од која до која година сте во Скопје? Pa tamo sam provela 15 godina. 85. sam otišla. 75. sam otišla. Значи 15 години работите во војната болница или во третата армиска област. Што ве натера дојдете во Америка? Bilo mi je teško da zaposlim sinove. Završili moji prva dva starija sina iz prvog braka. Završili školu, a srednju školu nisu mogli da nađu dobar posao. Nikakav. Teško. Morali da rade kao zanatlija. И онда сам их запослила у полиција. Добро, како е? Можевте, например, бевте вработени во војската, во армијата и заминувате 75-та година во Америка. Тоа не беше толку едноставна работа, знаете, вие сепак сте биле дел од Југославенската народна армија. Да, али сам имала пријателјску комшиницу која живела код мене, на име она становала код мене само кад долази на годишњи одмор, живела у Америку. И pričala mi je kako tamo dobar život i ja se odlučim da odem. Прво вработување во Америка вие кај Доналд Трамп или претходно имате друго нешто работено? Nisam ništa radila, sam živjela kod tih prijatelja. Godinu dana sam naučila engleski. A onda sam otišla u agenciju i prvo u agenciju za zapošljavanje. Tražili mi diplomu, ja sam im dala diplome moje i oni posle 2 dana su me nazvali i rekli. Odmah drugi dan me nazvali i rekli mi da imam posao. Ponuđen posao, pa ako mi se sviđa. I ja sam došla i intervjuisala sam i ja njega i on mene i odmah sam počela da radim. Тахир Хасановиќ има една импресивна политичка и животна кариера. Бил член на постојното претседателство на Сојузната младина на поранешна СФР Југославија. Многу мина го смета и го гледа како иден министр за надворешни работи ако СФР Југославија обстанеше како држава. На животната сцена или на животен план требаше да биде зет на Слободан Милошевиќ. Тој е масон и е член на Трилатералата. Минатиот викенд, сабота недела во Лисабон, годишна конференција на Европската трилатерала. Нешто одлучивте, некој заклучок донесовте што е битен? To je bila 40. po redu konferencija, evropska konferencija, uz veliki broj prisutnih i domaćin je bio Portugal. Imali smo izuzetne susrete sa predsjednikom Portugala i sa jednim izuzetnim mladim političarom, trenutno gradonačelnikom Lisabona. Ono što bi bio za mene lično utisak najveći je činjenica da je Evropa u velikom previranju i da će u narednih 10 meseci biti u Evropi referendum u Italiji, referendum u Holandiji, izbori u Nemačkoj i izbori u Francuskoj.
tih 10 meseci će bitno opredeliti stanje političkih snaga Evrope i nastup Evrope u odnosima sa Amerikom i ostalim bitnim, uticajnim zemljama sveta. I o tome se puno razgovaralo. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со втори дел на нашата вечерашна емисија. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажем што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравие. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Денес Милка Миличевиќ има 85 години. Има претрпено 2 срчени удари, има претрпен 1 мозочен удар. Живее во Белград или во она приградска населба која се нарекува Гродска. Со носталгија се сеќава на оние моменти од својот живот кога непостарано соработувала со Доналд Трамп. И 76 година почнувате да работите за Доналд Трамп. Тако нешто. И добро, може да објасните таа прва средба. Вие бевте повикани кај него на овој разговор да види за кого станува збор, дали одговарате со својот карактер за воспитување? Интервју и со ме. Прво тео да сазна дали сум импулсивна, дали сум нервозна особа. Šta bi radila, pita me otvoreno, šta bi radila kad bi dete slomilo nešto, razbilo? Pa ništa, samo bi se molila, ništa. Rekla bi detetu, don't worry, ne brini, pazi mnogo dobro da se opet ne desi, a ovo ću ja da sklonim. Sklonila bi ono što je slomljeno, tiho, mirno, da ne uplašim dete. Ili svako se dete, kaže Mr. Trump, uplaši kad mu se nešto tako desi. Jer nijedno dete ne voli tako nešto nasilno da uradi. Desi mu se. Onda tiho, mirno, da dete ne paniči i onda nemam nervozno dete više. Tako se radi, kaže Mr. Trump. Ne smeš nekoga koji je već u panici da ga potpaljuješ jače. U tomu se mnogo dopalo. Kaže, bravo Milka. I kad sam odgovorila na 2-3 pitanja, kako bi se ponašala, da li, kad se naljutiš, hoćeš da udariš dete, to me pitao. Rekla sam, ni slučajno, jer dete se tako uči nasilju. Ako ja njega udarim, drugi put kad se naljuti na majku i majku će da počne da šljepka. Dete od toga počinje da bude agresivno. Nikad. Ako bi mene dete udarilo, nešto da sam ja uradila, pa me udari, ja bi mu pomilovala rukicu i kažem, to nije lepo, evo mene boli sada. Nemoj više, please. Tako ja bi mu tako rekla. Bravo, Milka, da sve, jer ja sam znala što treba da odgovorim, ne zato da sam ja decu, pre toga nisam vaspitavala decu, to je bilo na intervju, nego što i ja sam takva osoba. Ja nikad nisam, ne znam šta da razbije neko i sada kod mene, ja polako. Sve će da se kupi, što se uništi. A ti ostaješ. Ostaješ čovek i deceto. I dan danas sam takva osoba. Možda sam zato tako lepo i prolazila u životu i bila poštovana i poštovala sam. Ukazivala sam dužno poštovanje svakom ko je to zasluživao. Ako nije zasluživao poštovanje, od takve sam se sklanjala.
Како што може да видите, почитни гледачи, од 11 до 13 ноември, значи минатата недела, во Лисабон се случува или се организира или се одржува годинешната конференција на Европската трилатерала. На таа годинешна конференција на Европската трилатерала има една точка на дневниот ред, како Европската трилатерала во рамки на Светската трилатерала или таа влада во сенка која владае со светот да се постават во однос на победата на Доналд Трамп на изборите во Америка. Битноста на овој состанок е што доаѓа само 5 дена после американските избори и победата на Доналд Трамп. Се чувства во рамки на Брисел, се чувства во рамки на Европската унија една голема загриженост околу правецот во кој ќе се водат и односи помеѓу Америка и Брисел. Potpuno se slažem i meni se lično čini da je taj demokratski centar, socijaldemokratija, pa čak i desni centar u mnogo čemu iznenađen izborom Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Isplašeni li se? Pa možda čak i uplašen. I to se tamo na trilaterali razgovaralo. Како што самата вели госпоѓата Милка Миличевиќ, 8 години активно што се вели секој ден ги чувала децата на Доналд Трамп, подоцна уште 7 години или најмалку 7 години, периодично има помагано или има соработувано со Доналд Трамп, или како што самата истакнува, околу 15 до 20 години од нејзиниот живот го има поминато директно или индиректно во комуникација, во пријателство или во соработка со Доналд Трамп. Колку време останавте кај господинот Трамп? 8 години. И како би ги објасниле се, како би ги оценили те 8 години, сепак сте живееле, сте работеле за сегашниот председател на најмогната сила во светот. Па ја нисам ни знала да он толку богат докле нисам почела да радим. Тек кад сам почела да радим, да сам видела с ким радим, да е врло богат човек, jer on se nisam znala poduže vremena da su толку богати, он njih dvoje. Ivana, ona je Čehoslovakinja. Првата сопруга. Prva. Da su toliko bogati, ona je radila isto u kancelariji njegovu, kod njega, u njegovoj zgradi. To je ona golema zgrada. Da, Trump. 5. avenija, 51. street, Trump Tower se zvala zgrada. I oni radili i kad dođu, ja poduže nisam znala da su toliko bogati i kasnije kad sam saznala da su toliko bogati, Znači, oni se tako prirodno ponašali, tako sa mnom kao da smo familija jedna. Nikakva tu prepotencija, nikakvo to razmetivanje, nešto posebno da rade, ne nikad. 3 деца вие му одгледувате на Доналд Трамп. Molim? 3 деца му одгледувате на Доналд. No. Ja sam starijeg sina očuvala, pa onda ćerka došla, ja sam bila sa drugom familijom već, jer sam završila bila sa Donaldovim. Onda sam uzela i ovog najmlađeg, sa njim sam ostala, mislim, samo godinu dana ili nešto malo više. Znači, вие само двата сина, ќерката, Ćerku nisam. не одгледувате. Da, neka druga negovateljica bila sa njom. А го фативте ли периодот кога тој се запознава со сегашната сопруга, Мелани, која со потекло од Словенија? Nju nisam poznala. Melanie je od pre valjda 10 godina da su tek u braku. И како се однесуваше Доналд Трамп со вас? Што би кажеле за него? Pa to kažem da je mnogo dobar čovek, pun razumevanja, pun strpljenja za sve, sa detetom i posle sa Ivankom, jer onda su svi 3 bili kad sam sa najmlađim došla da radim, sa Erikom. 3. dete njegovo. I on je sa tom decom mnogo bio nekako velikodušan i strpljiv. Добро, имаше тогаш интереси, афинитети да се бави со политика? Во тој период кога вие работите 8 години за него? Ja mislim da on nikad nije nešto politički bio nastrojen. Ama nikad ništa. Ja ga nikad nisam čula da raspravlja neke take. Evo, za njegov rođendan dolazio je predsjednik, bio Regin u to vreme.
kad sam s prvim, baš to pamtim. To je ta moja slika sa njime, baš na njegov rođendan, 13. juni, pamtim. I predsjednici, svi došli i iz vlade, od predsjednika Regena, serventi su bili njegovi serventi na taj rođendanski parti, kako se kaže to, žurka. I on se sa njima tako ponaša svima prirodno, drugarski. Mnogo divan čovjek. Dobro, gospođo Milka, kako žive tije bogati luge? Nije neliko gledame to na televizija. Tije bogati luge, kako živet? Nije smo gledali to na televizija, vi ste bili del, što se veli 8 godina od jedno semejstvo. To semejstvo сега ima svoj predsjedatelj na Amerika, gospodino Donald Trump. Kako žive tije bogati luge? Što gi interesira? Kako go pominува денот? Pa ja što sam ih videla sa Donaldom, mnogo prirodno se ponašaju. Njegovi prijatelji, nije imao mnogo njih, ali ovako kad se desilo par puta da imaju žurke njihove, oni se tako prirodno ponašaju i sa mnom i sa decom. Kako se odnesuo kon decata? Kako se odnesuoše kon decata? A mnogo je voleo da priča priče detetu. Sinu je mnogo voleo da priča i to uvek nađe. Recimo, ja sam kupovala detetu igračke životinjske figure i knjige i ljudske figure. Većinom pošto sam ja bila u armiji, u službi, kupovala solđec, vojnici. I mali se igrao sa vojnicima i učili koračam vojnika, pa ga učila i prirodno da hoda vojnički. Moje deca sva koju sam ja odgojila vojnički hodali. Pa on se smeje tako sretan kad mali hoda. Onda kad pozdravljam, moj običaj sada, pozdravljam se sa društvom, ja ne napravim ovako kod dama, kod žena, ja doviđenja napuštam društvo isto. I tako sam i tu decu tako učila. On se na to smejao, kao nije mu baš bilo, nije ratoborno, nije voleo to vojničko moje. Donald Trump. Da, nije voleo moj vojnički stav. Nije nikad teo da mi prikaže to, ali obzirom da sam ja školovana, ja sam primetila da on... Вие велите дека и сега носите капа, бидејќи сте научени како офицер во ЈНА, цел живот да носите капа. Капа носим, све врсте капа. Постојат мноштво на шпекулации, мноштво на објаснување, па дури аналитички текстови кои се поврзани со светската трилатерала. Во рамки на светската трилатерала се членови или членуваат или се на раководни функции најбогатите луѓе во светот. Како што кажавме, од 11 до 13 ноември оваа година, пред една недела, во Лисабон се одржува годинешната конференција на Европската трилатерала. Бите го само списокот на членови на Европската трилатерала. Јас ќе го прочитам само името на председавачот или председателот на Европската трилатерала. Тој е господинот Жан-Клод Тришет. Гледате само која импресивна кариера има. Председавач на групата 30, па подоцна има председавач на Бругел институтот, па почесен гувернер на Француската банка, па поранешен председател на Европската централна банка, па председател на Трилатералната комисија. Навистина на импресивна кариера и то покажува колкава е моќта на трилатералата и дека се точни сите оние приказни кои велат дека всушност светската трилатерала е светска влада во сенка. Начело на Европската трилатерала е Жан-Клод Тришет, кој беше порано председател на ова Европска централна банка. Значи крупна, маркантна фигура. Da, on je naš predsjednik. I ne samo on, tu su bili predsjednik Evropske unije do nedavno, tu su bili više od 7 bivših predsjednika vlada i mnogi drugi uticajni političari, biznismeni i bankari. До 2011 година Марио Монти беше на чело на Европската. Da, Mario Monti je bio na skupu u Lisabonu. Ono što ja vidim, pored tog blagog iznenađenja ili iznenađenja koje evropski lideri pokazuju prema izboru Donalda Trumpa, jeste činjenica da je
da Donaldu Trumpu treba dati šansu. Mi ćemo svi biti daleko pametniji nakon njegove inauguracije i sagledavanja njegovih prvih poteza. Objektivno američki narod je rekao ne dosadašnjoj američkoj administraciji i Donald Trump nije pobedio sam zbog toga što je on možda najbolji kandidat, nego zbog toga što je stepen otpora običnog čoveka prema američkoj administraciji bio izuzetan. Da li se to moglo predvideti? Mnogi nisu hteli tu istinu ni da vide. Mislim da se sada Evropa i evropski lideri nalaze ne samo u stanju šoka, nego i u preispitivanju šta će to u njihovim konkretnim zemljama biti, jer ovo je velika podrška za desni talas, koji će se očigledno u Nemačkoj i u Francuskoj desiti. A sa desnim talasom, desnim udarom, možda se menjaju i bitne osnove onoga na čemu Evropska unija danas postoji. Го научевте ли Доналд Трамп? Molim? Го научевте ли на некој јадење балкански, српски, македонски? Da jede. Да, на некој јадење. Pa voleli su hranu, što ja retko, ja nisam kuvala, oni su imali čistačicu koja je čistila kuću, ali ja sam volela, i detetu sam kuvala kašice, nisam dala ono iz teglica što kupuju žene. U teglice one dečije kašice. Ja sam moje bebe učila čim počne da jede kašicu. Od graška, od boranije. Voleo je on i to da proba i tekako moju koji put celu posudicu pojede tinju kašicu. Voleo je. Sarma? Ali napravila sam im možda par puta, samo tek da se pohvalim kako ja umem lepo da kuvam, jer ja stvarno te sarme pravim bogovski. Sarmice sam pravila, voleo je da jede. Sarmu? Da, evropska jela, voleo je. Evo, ovo je on. Тука е, со вас. Sam. Тоа е она парти што велите кога Роналд Реган му доаѓа, значи на гости. Тога сте сликани? To je ta slika. Ja slikala njegovu ženu, Ivanu, evo tu je slika isto, i Regan se uhvatio. Tu ste videli tu sliku, jel? Video ste je. Evo ih. Ja ih slikala, on je evo ga ovde malo uhvaćen, Regan, i onda ona me zamolila da slikam njih dve. I onda ona slikala mene, a Donald nije bio blizu mene, bio je pola metra nazad. To je na njegov rođendan smo se slikali. Па можете да покажете некои од сликите со него ако имате, чисто нашата публика, нашите... Ja i ovu samo imam, sa njom isto ovu, jer ne znam gde su mi druge, imam slika. Imam sa Ivanom, ona imali su kuću u Kenerike mesto. I negde oko 14 ari zemljište i bazeni i reka jedna prolazila tu. Oni su išli na tu vodu. Што значи удар на десен бран кој се очекува во 4-5 клучни држави на Европската унија или на денешна Западна Европа? Ако не анализираме Македонија или состојбата или политичките разврски во Македонија, сакајќи да бидеме политички неутрални на почетокот на изборната кампања во рамки на Република Македонија, нека анализираме примерот на нашата соседна Србија. Пролета идната година таму се очекуваат претседателски избори. На тие избори ќе се кандидира Војслав Шешелј. Ако Александар Вучич не се кандидира за претседател на Република Србија или активно се случи во претседателската кампања, тогаш постојат сериозни шанси Војслав Шешелј да победи на тие избори. Што тоа би значило? Тоа би значило дека во период од 10 или 12 години човекот од Хашки осуденик стигна до функцијата претседател на Република Србија. Дали тоа ќе се случи или нема да се случи, ќе видиме веќе наредната недела кога имаме интервју со господинот Војслав Шешелј. Сега Сорос е прв на удар на ова промена што се случува во Белата куќа.
Структурите на Сороско се секаде по светот, посебно на Балканот, многу силно присутни, се наоѓаат во одредена блага паника и веројатно во тој судир помеѓу новото и старото кој ги губи позициите, може ли да се очекуваат одредени турбуленции според вас? Slažem se. Ja tačno vidim da se koncepti menjaju. Znači, ako imamo moć predviđanja da vidimo budućnost, vidim da se koncepti menjaju. Ono što je do juče za nas bilo sistem vrednosti, demokratskih vrednosti, se menja vrlo jasnom porukom da narod u raznim zemljama, ne samo Evrope, nego evo Sjedinjenih Američkih Država, želi stabilnost i bezbednost. Manje je spreman da razgovara o dojučerašnjim liberalnim vrednostima demokratije. Želi bolja radna mesta, želi bolji život i spreman je da poveruje populističkim predlozima lidera koji dobijaju izbore. To možda za nas koji smo čitavog života pokušavali da živimo i radimo u skladu sa konceptima liberalne demokratije deluje dosta čudno, ali većina na demokratskim izborima podržava populističku politiku. Еве препораката, почитани гледачи, која е со датум од 5 декември 1984 година. Доле се подпишани господин Доналд Трамп и госпоѓа Ивана Трамп. Тоа е препорака за нашата вечерашна гостинка, госпоѓата Милка Миличевиќ, каде и се заблагодаруваат за 8-годишната соработка или заедничко работење и одгледување на нивните деца и дават препорака за идните нејзини работодавачи, кај што изнафалуваат и велат дека е вреден работник, лојален и ги заслужува сите пари кои ги има одработено во рамки на фамилијата Трамп. Што најмногу ви остив впечаток дојка работевте кај Доналд Трамп? Па не знам šta vas interesuje. Pa evo. Utisak nikakav, pa nisam se ja trudila da nešto o njemu mislim, jer ja sam bila vrlo zadovoljna njegovim ponašanjem. Ponašao se kao da sam član family i njegova dobrota me ganula mnogo. On je stvarno mnogo dobar čovjek. Ja sam za svaku novu godinu dobivala od njega poklon $1000. Onda za moju slavu Sveti Nikola ja zamolim ga da mi pusti popodne ili ću uvečer da imam ljudi na slavsku večeru. Kažem da iziđe malo ranije jer smo imali negovateljicu za ono dvoje mlađi. I kad sam ja trebala da dođem, ja sam dolazila i posle 8 godina kod njih. Ste za vikend, te kad god im treba, ja sam bila sa njima sigurno 15-20 godina skupa. 20 godini? Pa tako bi bilo. Kad god sam im trebala, oni me zvali, ja išla. I on, tad za slavu kaže, on mi nije dao da dođem ujutru. No, Milka, to je, kaže, tvoja familijarna slava, tad se ne radi. I nemoj ti ni da dođeš na posao. Platit ću ti ja dan kao da si radila. Imaš pravo, slava ti je. Your family holiday, on meni. I to tako ozbiljno, nema govora. Ja imam slobodan dan, ne idem na posao. I plati me. I za novu godinu isto bio tako generous, uvek sam mi davao. Mislite ќе биде добар председател? On? Da. Boljeg ne bi mogla Amerika da poželi, jer on nije gramižljiv. Svaki predsjednik voli da dobi predsjedničku platu. Verujte meni, Donald, ne. Nikad na pare nije aludirao tako. On je... Putovali smo mi mnogo. Te za Meksiko, Teksas, St. Bart, St. Thomas, mesta. Kud ne, gde god išao, dete sam vodala sa njime. A kada najmnogo sakaš da odi na odmor, na holiday? Kada je najmnogo? On? Da. Pa on mnogo voleo Evropu. Evropa? Više volio, evo, St. Thomas, St. Bart, to su sve granice. Pa и неговите две сопруги се од Европа. Od Evropa. Едната од Чехословачка поранешна. Je, i bio vrlo ponosan što ima maj
children is good because there have Serbian lady for nanny. Milka is Serbian lady. Sa ponosom je to govorila. Минатата недела во хотелот Мандарин Ориентал во Вашингтон, како што пишува часописот Политико, се одржува многу битна средба. Со таа средба раководи и председава господинот Џорџ Сорос. Тамо се присутни сите најголеми финансиери на кампањата на Хилари Клинтон и на таа средба се гради стратегијата како да биде нивниот однос во однос на Доналд Трамп, неговата политика и најавени мерки кои предвидуваат целосно збришување од политичката сцена на оваа структура. Американците го имаат оно искуство со Кенеди, имат граѓанска војна, кај што трагедиите или раните од таа граѓанска војна и до ден денес во одредени делови на Америка се уште не се зараснати, се уште се присутни. Значи таа средба ја објави списанието или часописот Политикос, што значи дека една сериозна институција јавува за таа средба и ние не можеме да кажеме дека тоа шпекулација, бидејќи сите тоа го потврдуваат. Значи Сорос организира средба и претпоставам дека тој нема да се откаже така лесно тие привилегии што ги имаше и тие блиски релации со Белата куќа. Ја сам ту информацију имав прилику да прочитам. Не знам колико е она тачна. То никој од нас не зна колико е тачна. Тоа го Политико, нели? Да, Политико е објавио. Ali je sasvim sigurno da ćemo mi biti mnogo pametniji u februaru, martu, kada vidimo prve poteze novog legitimnog, izabranog američkog predsjednika. Kao građanin Srbije voleo bih da se ide iz hladnog rata u detant, jer svi smo u posljednjih nekoliko godina, a posebno u 2016. videli da ovaj stepen zaoštravanja između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije ne vodi nigde. I ta politika ne može da bude podržana od nekoga ko želi mir i stabilnost čitavom svetu. Ja hoću da verujem da će velike sile pronaći dovoljno snage da u međusobnom političkom dogovoru nađu nešto što će vratiti mir i smanjiti nasilje. Во изминатите 12 на месеци, почитувани гледачи, ние се изначитавме и се изнаслушавме све поврзано со господинот Доналд Трамп, од тоа дека е расист до тоа дека е женкар кој сексуално ги малтретира припадничките на понежниот пол. Меѓутоа што за тоа вели нашата вечерашна гостинка, дали дома господинот Трамп е папучар или навистина е мачо-мен. Добро, господин Милка, овие моабети ги слушавте во кампањата. Се однесува лошо кон жените, ги малтретирал, сакал сексуално да ги злоставува и така натаму. Го имате приметено тој дел од карактерот кај него или тоа се сепак политички одредени некоректности? Код свих рекла да ја njih двое нисам чула да се посваđали за 8 години мог живота тамо. Иванка и Доналд Трамп? Да, никад. Никад посваđани. Бидејќи голем женкар глуми дека е, дома беше женкар или папучар? No, ни папучар, ни женкар. Ивана malo više volela da priča. A on pa terano umoran i dođe kući, samo bi koliko puta drpi na šporet, šerpe 2-3 kašike i trči novosti, nije ceo dan vidio novosti, jer on je bio u poslu, znate koji je njegov posao, nekretnine bile. To je kao real estate, on je imao biznis ljudi iz drugih država, on to ispoštivao, da ti ljudi ne vraća, jer biznis pravio sa njima i premori se mnogo i kad dođe uvečer žuri da vidi vesti, nikad nema vremeni za vesti. Ali nikad nije bio nasilan. Mene učio jedno. Ne znam šta mi se desilo, samo pamtim to da me učio. Nothing, Milka, do by force. Ništa nemoj silom da uradiš. Kaže, ni dugme na košulji ne zakopčavaj silom, nego ćeš da ga iskidaš, kaže, ako silom. Polako, sa razmišljanjem i polako i brže ćeš se zakopčaš. Nikakvo nasilje nemoj da upotrebiš nikad u životu, bolje ćeš da prolaziš u život. Bio stvarno mnogo dobar. Znači, to mu bila filozofijata. Koliko može pomazno, bez preголем отпор да поминува во животот. Jes, i bolje prođeš u životu.
mi ništa silom, ništa s nasiljem nije nikad postiglo. Бивте член на она младинско раководство на поранешна СФР Југославија. Тој е крајот на 80-те години. Значи можете однатре да гледате како се руши еден систем, не само во Југославија, туку во Советскиот сојуз. Значи вие имате и емпириско искуство како одат сите тие процеси. Сега сте член на трилатералата, светската влада во сенка, како што велат, нели? И можете да го гледате и другиот процес. Затоа сте можеби еден од најповиканите да може да говорите за тие работи. Ja sam svestan činjenice da je Rusija vratila ponos i državnost, činjenicu da ima vrlo ozbiljnog i mudrog lidera Vladimira Putina. Rusija ima neke druge svoje slabosti na planu finansije i ekonomije, ali je slabost administracije Baracka Obame u posljednjih godinu i po dana na međunarodnom planu Vladimir Putin izuzetno iskoristio. Šahovski dobro. I on ima fantastičnu poziciju za početak pregovora sa novom administracijom Sjedinjenih Američkih Država. Америка го избра за председател. Многу мина не веруваа во него, многу мина беа изненадени. Ko zavidnici ima, on je u 41. godini kad sam čula da je u 41. postao milijarder, ja sam skakala od sreće i radosti, jevala, kažem, ovaj je stvarno zaslužio. I sad, pre par meseci sam rekla, znam dva čoveka u životu, znam samo dva koji su pošteno zaradili svoje milione. A to je jedan Novak Đoković, koji stvarno pošteno zaradio svaku svoju paru, radeći. Bez da i poželi tuđe, a kamoli da, kažem ni da poželi zato što je davao dobrovoljno po 5-6 miliona na poklon u našoj zemlji ovde par puta. I Donald Trump sam spomenula. I on je tako pošteno zaradio svoje pare radeći od ujutro do uveče. Svaka mu čast. Добро, кога го видовте дека се вклучува во председателската трка, прво нели имаше противници внатре во самата републиканска партија, никој не му даваше големи шанси, сите го смејуваа, нели, велеа дека е комичар, дека е комичен, дека е агресивен, дека е расист и така натаму. Тако народ говори. Да, па успеа да се избори во рамки на републиканската партија, па подоцна и со Хилари Клинтон и тука не му даваа големи шанси. Сите анкети покажува дека губи од некаде 7-8 до 10%. Pa ja sam čula ovde da govore da je mnogo plaćala, ja ne znam Hillary, ali ljudi ovde pričaju mnogi da je mnogo davala pare za njeno kandidovanje, davala da bi pobedila, plaćala ljude. Dok Donald nije plaćao nigde svoje kandidovanje. Вие очекувавте дека ќе победи? За njegov novac je. Вие очекувавте дека ќе победи? Ja sam bila sigurno 100%, verujte. Ama 100%, čim sam čula, rekao, ne, nek se ona kandiduje 100 puta, pa baš mi Isić, kaže, pa platit će, kaže, velike pare rastura. Mnogi pričali ovde po kućama gde čujem ljude. Kaže, strašne pare potplaćuje, čak i Srbe potplatila, ovde. Hillary Clinton. I konzula našeg potplatila. 200 генерали, многу влијателни луѓе во Пентагон, се ставија на страната на Доналд Трамп. Дури и разузнавачки се ставија на страната на Доналд Трамп. И се чини дека Хилари Клинтон на разузнавачки изгуби таа битка со Доналд Трамп. Тајните служби се ставија на страна на противникот за промена на власта во Вашингтон. Значи, тие луѓе први гледат, бидејќи ги имат информациите што се случува во светот, каде се движи светот, нели на работ или на амбисот беше на Трета светска војна, бидејќи тие конфликти по еден момент немаше да може да бидат канализирани или ставени под тепих,
ако не експлодира. И тие луѓе всушност се прават превагата на страната на Трамп. Тоа мене ми укажува дека таму во естаблишментот во Вашингтон некои луѓе сметале дека вака повеќе не оди, дека треба да биде направена некоја втора Америка, како што на пример е четврта или петта Француска република, така можеби да биде конституционално направена втора Америка. Америка која ќе се врати на некои базни принципи кои ги има заборавено изминатите 50 на години. Ja bih volao da ste vi u pravu i ne treba zaboraviti da je Amerika i dalje najjača i najrazvijenija zemlja sveta. Da je ekonomija u izuzetnom dobrom stanju i da se objektivno izdvajanja za vojni budžet da su najveće u odnosu na zbir drugih 5 najjačih zemalja. Znači, ono što se u novcu izdvaja za vojni budžet Sjedinjenih Američkih Država jednako je novcu koji izdvaja 5 sledećih najvećih zemalja sveta. A dobro, kako se razvedува? Zašto se razvedova so supruga? To ne znam, nisam bila s njima kad se razveli. Se čustvуваше некоја конфликтност во бракот? Pa sam nju sritala i kažem šta bi. Pitala sam je. Na Petoj aveniji je se isto oselila kad otišla od njega, isto na Peta avenija, samo drugi street neki, valjda blizu su bili, ali blizu zgrada gde možda 2-3 bloka dalje, 2-3 ulice. A ona kaže, I don't like him, Milka, anymore. Ovako. Pa šta ti uradio? Ništa. Zaljubila se u nekog drugog iz Kanade, ja sam to pretpostavljala. Bez svađe se spakovala i otišla. On pretrpeo to. Dobro, сега кога ве прашам, што е прво што ви паѓа на памет на Доналд Трамп? Šta bi mi palo na pamet? Да, прво. Pa da mu čestitam predsjedničko mesto. Го сметате Доналд Трамп за ваш пријател? O da, o da. Ja kad bi Donaldu Trumpu, da sam bila nekad u krizi i da sam mu rekla to, ne mora da mu tražim, samo da mu kažem, Mr. Trump, dogodilo mi se to i to i ja sam u velikoj nevolji. Recimo, izgubila sam posao i ne radim, evo, 3 meseca. Nemam pare. Rekao bi, Milka, ne brini, ja ću ti dam 3 plate. Evo. I potrudit ću se da ti pomognem da dobiješ posao. Ako ne želiš kod mene, jer ne znam šta hoćeš da radiš, obavezno bi mi prišla da mi pomogne. Obavezno. Po tome, znam i sada da ga nešto molim, on bi mi učinio. Видите дека основата на се информацијата и гледање напред. Пред 2 години имавме интервју со вас и со господинот Јован Ковачич, кој е представник на Србија во трилатералата, тројца сте, нели? И ми беше индикативно зошто на таа годишна конференција на трилатералата 2014 година која се одржа во Белград беше поканет Георги Иванов, македонскиот председател, а не беше поканет Никола Груевски. Подоснежните работи што се случували, текот на политичката криза во Македонија, мене ми даде за право да се посомне дека трилатералата знаела што ќе се случува во Македонија, низ кој процес ќе поминува владата на Никола Груевски, поставката на Никола Груевски, затоа што го поканиле Георги Иванов, бидејќи таму се расправаше околу бегалската криза во најголем дел, бидејќи тогаш беше актуелна или се гледа одредени контури на бегалската криза, која пролета 2015 година ќе ја затреси цела Европа. Гледате ли што ќе се случува во Македонија? Имавте ли информации што ќе се случува во Македонија? Затоа ли го поканивте Иванов, а не Никола Груевски? Trilaterala radi na principima da svako može da iznese svoje mišljenje i da u otvorenom brainstormingu se dođe do određenih zaključaka koji mogu da dovedu do koncepta koji predviđa budućnost. Mi nismo naravno znali šta će se desiti u Makedoniji, ali smo imali izuzetno interesantnu raspravu o stanju u zemljama jugoistočne Evrope na skupu u Beogradu pre 2 godine.
Сега вие ќе ги разочарате многу луѓе. Вас се сметат влада во свенка, која влада со светот кој трилатерала, а вие во една Македонија не знаете што ќе се случи. Мислите ќе ви поверуваат луѓето во што кажувате? Mislim da ljudi koji veruju u teorije zavera me neće poverovati, ali ja ne verujem u teorije zavere. Ja verujem samo u to da ljudi koji mogu da pruže svojim aktivnostima, činjenicom da su uticajni bivši političari, investitori, bankari, ugledni publicisti, naučnici, da na skupovima kao što su trilaterala otvaraju različite aspekte sagledavanja problema i pronalaženje rešenja. Дали госпоѓата Милка Миличевиќ се плаши за животот на Доналд Трамп и еве една секвенца или една цртичка од нивната заедничка соработка, а тоа е периодот кога Милка Миличевиќ е се уште активен комунист, член на Комунистичката партија на поранешна SFRJ Југославија. Ja se sećam kad sam došla jednom u našu srpsku ambasadu da zaverim valjda neki dokument i dođem ujutru da to uradim i onda pođem vamo i komunist novine stoje. Piše komunist na list, na novine. I ja uzmem sa mnom. Daj da vidim, nisam, to su već bilo par godina, da nisam išla u ambasadu. I ja donesem i zaboravim na onaj, što kažu, konciješ, kod vratara na šalteru onome. Ostale i oni nisu hteli da mi donesu odozgo, namerno hteli da ostane kod Donalda Trumpa, da on vidi da sam ja bila komunista. Ja jesam bila komunista i bila sam vojno lice sam bila. U armiji sam radila. I on uzeo i kažu mu, vidiš, koga imaš za posao? On je komunist. A on se nasmejao. Ona je bila, momci, ona je bila komunist, a sada je samo naša Milka koja čuva mog sina i ja njoj mnogo verujem. Nemoj da brinete vi za Milku. Ovo je odgovorio. Kod njega nema da on nikog ne razume. A ja stvarno posle kad sam otišla, ja ništa komunističko nisam pričala. On se iznenadio da ja sam takav list imala sebe. I nije bacio, nije se naljutio. Ostavio mi to, ja sam pročitala. Bilo 2-3 dana kod mene, posle smo bacili. Jer sam htjela sve da pročitam. I nikad nije mi prebacio ništa. Mnogo dobar čovjek. Neverovatno dobar. Ja verujem ako bude ostao predsjednik, da ga ne ubiju, to me samo strah. To sam se danas u crkvu, kad sam otišla, molila Bogu da mu se ništa ne desi loše. Jer sam prvo bila u crkvu, pa posle otišla. I Se плашите за неговиот живот? da, zato što mu prete da ga ubiju. Boga mi sam se plašila. I bilo bi greota, jer je stvarno dobar kao čovjek. Бидејќи сте член на оваа европска трилатерала, се чувствувате ли како еден од овие господари на светот? Ko? Вие? Ja sam skromni sluga i rab Božji. Чиј слуга на Роквелер? Ne, sluga srpskog naroda, države Srbije i mira i zadovoljstva čitavog regiona. Jer smatram da jedino humanim pristupom rešavanju rešenja problema svih naroda ovog regiona znači stabilnost Balkana. Тоа што е интересно за нас македонците или граѓаните на Република Македонија е дека госпоѓата Милка Миличевиќ пред да замени во Америка 15 години службува и живее во Скопје или тогашна Социјалистичка Република Македонија. Доаѓа некаде почетокот на 60-тите години, се заминува 1975 година, оди во Америка, една година го учи јазикот и од 1976 до 84 година ги воспитува децата на Доналд Трамп. Вие 15 години живеевте во Скопје. Каде живеевте точно? Na Tetovska trošarina. Tako se zvalo mesto gde sam stanovala. Кај она касарна. Kasarna, pred kasarnom, baš odmah one prve 2 zgrade, 3. Цело време, значи тие 15 години што живеевте Yes. во Скопје. Yes. Бевте со своите деца во Скопје или сама бевте?
Sa decom, sa sinovima. S mojim sinovima. Вие, значи, кога е земјотресот скопски, се наоѓате во Скопје од 6 до 75 година. Да. Tad nisam mogla da odem na posao, se baš moj stan srušio. Ne samo moj, cela velika zgrada, to je bila vojna zgrada. Ja, dobro da nisam ovo. I sve vojna lica su skoro stanovala u toj zgradi. I srušio se moj stan i još neki. Tako da pod šator smo spavali jedno izvesno vreme dok nam to nisu popravili i opet sam u svoj stan došla. И на крајот, како што е редот, шлагот на тортата, како Милка Миличевиќ дезертирала од ЈНА и како оди во Америка и станува дел од тимот на Доналд Трамп. 15 години од вашиот живот, што се вели 1/6 од животот, вие поминувате во Скопје во Македонија. Volela sam tamo mnogo. Tamo sam kod njih naučila, kod tih žena, i lepo kuvanje, sve. Ja sam bila u armiji, u školu i škole, odmah na posao. I onda kad sam dobila decu, morala sam da znam da radim po kući. Sve sam u školu provodila. I sve su me Makedonke, jedna babagena, nikad je neću zaboraviti. Na francusko groblje što stanovali smo. Tako se zvalo francusko groblje. I ona me učila da kuvam, jela. I sad kad moj sin, čim treba da dođe na godišnji odmor i sada, mam, kuvaj nam pasulje. Voli naša jela. Jer stvarno me učila i babagena i druge žene starije učile me kuvanje. Mnogo volim te makedonske žene. И што работевте во Скопје, во војна болница? Која функција имавте? Medicinska sestra. Медицинска сестра? Ja, pa to sam završila, vojno-medicinsku školu. Ali pošto sam ja završila u vojsci sam i ostala do kraja. I otišla. I zato nisam smela da dođem 7 godina nazad u Skoplje. Ko заминавте? Da, kad sam Во Америка? Da, kad sam otišla za Ameriku, nisam smela da dođem sve dok Tito nije umro. Strah me bilo da bi me streljali. Pobegla sam iz armije. А вие побегнавте од армија? Da. Ja sam otišla u New York na godišnji odmor i nisam htjela da se vratim, eto tako je ostalo. Ti moji dobri prijatelji koji su kod mene dolazili na godišnji odmor, to je samo žena bez muža sa decom i dolazili su kod mene na godišnji odmor, provodili kod mene. Ja sam radila, oni u kući kod sebe, kao u svoju kuću. I onda za uzvrat daju mi godišnji odmor, pošalju mi grantni list da dođem i ja otišla i nisam se više vratila, tako ostane. Гледам, тука имате слика на Тито. Имате мала слика на Тито. Da, pa volela sam Tita mnogo i volela sam i njegov režim sam volela Tito. I sada ga volim. I znate što? Zato što smo se onda zvali drugovi. I bili smo ko drugovi, svi, međusobno. Nije se znalo ko je Makedonac, ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je ovaj. Nego smo bili svi Jugosloveni. I volela sam i narod mene i Titov režim. Tad smo se zvali drugovi, a živili smo ko grofovi. A sad se zovemo gospoda, a živimo ko slepci. Sad se zovemo gospodine, gospođo. Gospođo me zove. Ona sirota nema leba do mene što je da jede, nego moli za parče leba. Pa nije tako, i sada kod nas tako. Ljudi gladuju, a gospoda se zovemo. A za vreme Titova smo se zvali drugovi, a živili smo ko gospoda. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив.
Здравието е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Не се гледаме идната недела во истото ова време со две ексклузивни интервјуа со Војслав Шешелј и со Мирољуб Петровиќ, или човекот кој се смета и кој се промовира како директен наследник на Скендербег. Пријатна вечер, Македонијо, каде и да си.